тешка сезона за Миле Куманово. Да направиме резиме на сезоната и на некој начин да дадеме една благодарност на играчите, на клубот, на директорот, председател на тренерот за оно што се случуваше ова година. Имаме чест и отговорност да се заблагодарат од моје лично име, од име на граѓаните на Куманово, за борбеноста, пожртвованоста на играчите, особено во завршницата на ова првенство, каде покажа голема желба за освојување на титула, меѓутоа ради сплет на околности и самата состојба во македонскиот спорт, тоа задоволство ни беше ускратено. И тоа се надева со упорна работа во натамошниот период ќе успееме да довлечеме цел, а тоа е освојување на титула. Јас сум горд човек денеска што ова екипа успеа да покаже и докаже мимо сите пречки што ги имаме во текот на напреварувањето и турбуленција во самата екипа, да докажат дека се зрели за освојување на првото место. И од се срце и честитам за пожртвованоста, за лагањето и оно што го направија за нашиот град, а пред се за Куманово. Куманово ќе биде секогаш отворена врата за овие играчи во согласно со нивните желби и нашите можности да имаме една соработка и да створиме црс костур на тим кој ќе биде гордост на македонската кошарка. Не на оваква кошарка како што сака да ја презентира активната политика и Федерацијата во Република Македонија, бидејќи повеќе од очигледно е дека политиката зазема видно место во спортот, што на некој начин стрмоглаво го влече спортот, а пред се кошарката народа. Сметам дека сите овие неправи во блиско време ќе бидат поправени и спортот ќе го заземе местото во општеството таму каде што прида. Јас немам повеќе што да кажам, се големо благодарам на сите луѓе што дадоа допринос за Куманово денеска да биде гордост не само на кумановци. Ја денеска примам честитки од многу луѓе, симпатизери на спортот, луѓе кои сакаат да имат добар спорт, добра кошарка во Република Македонија. И на крај би сакал да кажеме на оноа што се случи како немил настан, како непримерна, непропорционална употреба на сила од страна на Министерството за внатрешни работи. Провокацијата од клубата на МЗТ, која беше капка на преливање во инцидентот кој настана и бруталноста на силите и специјалните единици на МВР врз младите навивачи, жени, деца и така натаму, над 40 луѓе побараа медицинска услуга, односно беа пуштени на преглед во ургентниот центар, а 10 наши кумановци беа повикани на разговор во одврачна единица во Министерството. Сакам да упатам порака дека Куманово ќе поднесе барање, а денеска тоа го направи и бившиот министер Спасовски до бирото, односно до внатрешна контрола, да направи ревизија на употреба на сила на единиците, на специјални единици на Министерството на внатрешни работи, бидејќи мислам дека ова сценарио беше подготвено многу понапред. Самиот факт што еден ден пред надпревор на состанокот кој траеше повеќе од 2 часа беше сугерирано на екипата дека ќе има и употреба на сила и беше запретено на управата и на раководството на клубот за едно вакво сценарио. Се грозам од однесувањето на нашиот бивши играч, човек кој поникна во нашите редови, кој не се виши му дадоме шанса да оди во поголем клуб и да игра во Аба лига без никаква надокнада за неговата провокација и сценариото кое беше направено за да заврши ова едно немила гледка, оно што го вида сите граѓани во Македонија. Мислам дека Куманово ќе се дине прво на нозе и нема да дозволиме понатаму да имаме вакви сценарија. Се надевам дека Куманово биде шампион.